Благодарам, председателе. Се јавив процедурално по основ на известувањето и ставањето на предлогот да се разгледа во скратена постапка Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги. Имено, исто ова законско решение, не сум сигурен дали од истиве предлагачи или слични, ама дел од нив видов дека се истите предлагачи, го поднесува Законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуални медиумски услуги по скратена постапка. За истиот пред самата седница денес добивме известување дека се повлекува од седница, за во текот на вчерашниот ден исто законско решение со некакви измени кои што не успеавме да ги видиме затоа што вчера се пуштени, а согласно деловник не може да се стават веднаш да се разгледуваат на седница, да биде пуштен исто вакво законско решение. Го слушнав образлагачот на законот дека кажа дека не се работи за обемни и големи измени. Ја мислам дека се работи за скандал од невидени размери, затоа што закон кој што во минатиот мандат го донесовме со двотретинско мнозинство, на кој што гласаа 79 пратеници и кој што беше донесен на седницата одржана на 28 декември 2018 година, каде што тогашниот министер Дамјан Манчевски кажува дека е донесен и се заблагодарува на сите пратеници во собранието, закон за кој што дискутиравме подолго од една година на комисија, да се пушти во собраниска процедура, во скратена постапка, при тоа во законското решение, таму каде што во изборот на членови на Програмски совет на Македонска радиотелевизија и Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги имаше потреба од двотретинско мнозинство и бадентер, истата оваа власт да ги тргне тие и да бара да се донесе закон со 61 пратеник е најблаг збор е скандалозно. Најблаг збор е скандалозно. Или сега, во периодот кога ви требаше да подршка од опозицијата за пакетот на закон за одредени измени кои што ги правевме 2018 година во делот на медиумите и во делот на безбедноста и правосудството, тогаш можеше да се стави двотретинско мнозинство и изборот и за тие членови на Програмски совет на МРТВ и АВМУ да се договараме, односно да биде двотретински, да бидат прифатливи и за власта и опозицијата. Сега, кога имате 62 пратеници, кога мачите кворум да соберете, вие го пуштате ова законско решение да се тргне тоа двотретинско мнозинство и бадентер да се донесува со 61 пратеник. Председателе, мислам дека е малку повеќе од скандалозно ова што сакате да го наметнете за целосна контрола на советите на МРТВ и АВМУ, за да можете да работите. Ако обвинувавте за режимско однесување, овој хибриден режим ги надминува границите дури и на тоа. Благодарам. И ќе побарам, кога ќе дојде ред, да се тргне точка во дневен ред. Очекувам демократски да се изјаснат и пратениците и да дадат подршка, да го вратиме старото решение и да одбереме луѓе сите заедно во советите. Благодарам.